Добар ден и добредојавте во уште едно видео на Формула на македонски. Овој пат кратка трка од 5 кругови во Германија. Управуваме со болидот на Скудерија Ферари, односно овој пат го менуваме Кими Реконен во болидот на Ферари. Имаме пол позиција, стартуваме со ултра меките гуми. Само за напомена, ова е Формула 1 2018, па затоа ги гледат и овие пневматици. Очекување да се изгасат црвените светла и веднаш се гасат. Мислам дека имаме добар старт. Меѓутоа тука Рикардо со Ред Бул и Хамилтон успеваат да се пробијат пред нас. Тука е Фетел, исто тимскиот колега, меѓутоа овде имаме подобар углед од свиокот. Ја задржиме, мислам дека третата позиција. Агресивен е Себастијан Фетел од таа надворешна страна. Меѓутоа ние заклучуваме третата позиција и одиме во бркотница по Луис Хамилтон. Овде имаме дефинитивно подобра тракција, подобар излез и подобра брзина од овој свиок. Меѓутоа во овој момент сега тука нема место за претегнување. Нашата шанса ќе ја бараме малку понапред во овој круг. Овој дел од патеката е доста технички, тука може навистина да се добие во време или да се загуби. Гледате кизлата во нисото место каде што изгледа Себастијан Фетел лани, од кога почна неговиот кошмар, од кој мислам дека се уште се нема опоравено. И тука Фетел ни доаѓа од надворешна страна, односно од натрешна. Па ваква борба да имаше у Ферари лани ќе беа шампиони. Тука мора да го надмудриме малку на почење. Еве се жалиме били као ферплей бараме од нашиот тимски колега. Хамилтон се оддалечи напред, но мислам дека доколку влеземе во добар ритам ќе ги стигнеме лесно. Изненадувачки Даниел Рикјардо со Ред Бул моментално е прв. Ќе биде ова тесна борба до самиот крај. Имаме 5 кругови. Напомена, од следниот круг ќе ни биде достапно и ДРС. Овде Хамилтон сакаше да надитри малку, меѓутоа не потпаднавме под неговата стапица. Да се обидам да останам што е можно поблиску. И мислам дека го имаме Луис Хамилтон. Не се дава кратниот светски шампион така лесно. Можеме ли од натрешна страна со потреба на DRS системот влагаме во аеродинамичката ветрина и втора позиција. Следна цел Даниел Рикјардо, имаме 2 круга да го стигнеме и да го престигнеме и да ја земеме победата во Германија. Да направиме она што Себастијан Фетел и Ферари не успеа да го направат минатата година. Барс Рикјардо и себе носи голема брзина во свиоците. Овде мала опомена о стојардите. Гледате стојардите и во играта во F1 2018 се еднакво ригорозни како и во реалноста. Овде малку леговме широко, употребуваме ДРС и повторно. Меѓутоа тука Даниел затвара. Сакам да биде пристигнувањето чисто, да не биде на сила.
при Качерije, Левисонце во Германија. Одлично време, одлични услови. Даниел Рикјардо, мислам дека сега е наш. Ќе се обидам од натрешна страна, но не, добар е Даниел. Добро се држи. Особено добар излез има од сиоците. Добра е таа механичка тракција кај болидот на Red Bull. Овде ќе се обидам да останам што е можно поблиску. Се обидам да нападнам на стартно-целната рамнина повторно. Меѓутоа гледате како се губи потисна сила во сиоците кога сте премногу блиску. Веднаш имаме оверстиер, односно андерстиер во овој случај. И овде успеваме да го престигнеме Даниел Рикјардо, мислам дека малку го изненадивме. И сме на пат да ја забележиме првата победа за Ферари оваа сезона. 9 десетинки сме подобри во однос на минатиот круг. Само да не направиме грешка сега до крајот и ќе бидеме победници на оваа кратка трка од 5 кругови. Да не бидеме премногу лакоми овде на кочење. Добар излез од кривината. Овде идеме со полна газ. Мерката од 100 метри за кочење. Лево со втора брзина. Па одма во десно. Тука е полна газ. Излез од кривината. Малку спуштаме две брзини надоле со кочница. Доаѓаме до секторот на стадионот. Најтехничкиот дел од патеката. Се наоѓаме на 2 скиоци до самиот финиш. И успеваме, драги мои, за овие 5 круга да ја здржиме првата позиција и да ја победиме оваа трка во Германија. Доколку ви се допаѓаат видеата на Формула на македонски, ве молам за лайк, шер и субскрайб. Ви благодарам сите што ја следите и се гледаме овој викенд за анализа на големата награда на Германија. Поздрав!